Владата потпиша кредитна линија со Европската инвестицијска банка за изградба на прочистелната станица за отпадни води во Скопје. Проект што ќе чини околу 100 милиони евра, од кои 70 милиони евра се грант од Европската банка. Овој капитален објект стана политички мегдан каде градоначалничката на Скопје обвини ВМРО ДПМН и нивниот лидер Мицковски дека, цитирам, брснале со рачињата во мед. Арсовска подоцна беше сменета од позицијата шеф на ЗЕЛС, кое по правило припаѓа на градоначалникот на град Скопје. Ова место го наследи Орце Георгиевски, градоначалник на една од најголемите скопски општини Киселавода, кој сега е всушност и претседател на ЗЕЛС. Господин Георгиевски, ако ја тргнеме символиката рачињата во мед, дали конечно Скопје ќе добие прочистителна станица? Прво поздрав до вашите гледачи, благодарам на поканата. Околу таа реченица рачињата во медот, јас не видов некој исход на крајот на денот од сето тоа што бомбастично се најавуваше во медиумите дека има некаков потенцијален криминал или не знам нешто се случувало во позадина. Напротив, видовме дека постапката се продолжи и се заврши од градоначалничката, така да малку контрадикторно излезе градоначалничката во тој дел. Има институции во државата, треба да се испитаат работата. Јас не сум дел од тие институции кои што ги утврдуваат тие состојби, но сметам дека за да се врати довербата на граѓаните кон институциите треба да се работи. Ако нешто се изнесе како факти, како податок или како шпекулација во јавност, тогаш треба до крај прецизно и да се сработи истиот тој предмет за да видиме дали е некој во право и некој треба да одговара дури ако е лага изнесена во јавност. Инаку моментот кој што вие го забележавте дека после тоа била смената градоначалничката, нема никаква поврзаност меѓу тие две работи. Од ЗЕЛС исто така, ЗЕЛС не припаѓа местото председателско на председател на ЗЕЛС по автоматизам на градоначалникот на Скопје. Добро, но помалку коинцидираше проектот прочистителна станица со незиното разрешување од ЗЕЛС и првиот печаток беше дека ова е резултат на политичка нетрпеливост помеѓу вашиот лидер Мицковски и градоначалничката Арсовска, која всушност дојде на чело на град Скопје со поддршка на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН помогна за Даниела Арсовска да стане градоначалник на Скопје. И нашиот лидер Христијан Мицковски помогна, како што помогна јас да станам градоначалник во Кисела Вода и на многу други градоначалници како што им помогнавме како политичка партија широм Република Македонија, но повторно ќе повторам дека нема поврзаност помеѓу овие две работи. Повеќе би рекол дека ние како морам да споменам дека сме една од ретките институции како ЗЕЛС каде што ние сите одлуки ги носиме консензуално. Без разлика кои политички партии партиципираме внатре, односно од која политичка партија доаѓаат членовите на управен одбор. Сите одлуки. Конечно власта и опозицијата да се едногласни. Точно, затоа што сите имаме исти проблеми со кои што се соочуваме. И пред се ви рекол дека неактивноста и недоволното соочување и приоѓање на проблемите за да ги решиме. Ние имаме сериозни проблеми во однос на децентрализацијата кои што ни предизвикуваат сериозни штети нам како општини. Недостатокот на средства, фискалната децентрализација многу слабо е спроведена во Република Македонија. Тоа се прашањата на кои што ние се бориме како ЗЕЛС да постигнеме договор со владата или да ги надминеме тие проблеми, но сметавме дека како управен одбор немаме некое сериозно движење. Тоа е мој предизвик како нов председател на ЗЕЛС да дел од тие проблеми кои што со децении се провлекуваат наназад, а представуваат, повторно ќе кажам, проблеми не само на мојата општина, туку на сите општини широм Републиката да ги решиме. Како функционираат локалните власти во ситуација кога Арсовска е во свој вид постојано некаква кавга со дел од градоначалниците, со вас, со градоначалникот на Бутел, Аеродром, Сарај? На крајот на денот и јас, и Арсовска, и председателот на државата, и премиерот на државата, и сите избрани министри располагаме со народни пари. И тие пари се за добробит на граѓаните. Така, ние тие пари ги собираме од даноци или на разни основи кои што влегуваат во нашите сметки и истите треба да се вратат према граѓаните. Тоа е одговорно работење на политичарот. Мене ми смета што одредени политичари ја ставаат политиката на прво место
Од другава страна, ова што го споменавте вие, имаме ние сериозни обструкции за одредени проекти, но на крајот на денот граѓаните се тие кои што судат. Ја нема да навлегувам во такви дворски игри, византиски какви што предпоставувам предпочитува почитуваната Арсовска да ги игра, ќе оставам на времето. Господин Георгиевски, за модерно Скопје беше слоганот на Арсовска. Што модерно во Скопје се случи во изминатиот период? Викнете на интервју градоначалничката. Јас можам да говорам за мојата работа и моите проекти, на кои што сум исклучително горд. Пак ќе ви кажам дека не ми е стилот на функционирање мој да повеќе водам грижа за другите отколку за себе. Јас гледам за она што народот ми дал мене поддршка и доверба, да дадам се од себе до последен атом да го реализирам максимално. За другото, се што останува, а е нереализирано, а ветено од некој друг, треба сите да бидат свесни дека еден ден одговорност пред граѓаните ќе има. Тоа се неизбежни процеси. Општините останаа без капитални инвестиции и ги изголемуваа долговите, констатираше во една прилика министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. Долговите на општините се на ниво од 4 милиарди и 300 милиони денари, кои се всушност неплатени обврски, кои според последните податоци за време на кризата се зголемиле за уште 800 милиони денари. Дали е тоа резултат на недомакинско трошење? Прво треба да земеме во предвид она што го споменав, дека ние имаме децентрализацијата не е спроведена како што треба во државава. И треба да земеме во предвид особено финансиската децентрализација, дека е сериозен проблем за нас. Еве, например, ДДВ-то ни е покачено од годинава за 5,5%, односно 5,5% изнесува ДДВ-то кој што ние го добиваме на нашите сметки како општини, или тоа е за 5 години наназад 1% зголемување од 4,5 на 5,5, а треба да тежнееме, нели сите се бориме и се залагаме за европски вредности, да ја развиеме државата, автоматски општините да личат на европските општини. Вие имате европски општини каде што 30%, 40%, 50% од ДДВ-то се слеваат во општинските буџети. Знаете како? Декларативно кај нас во државата многу состојби се регулирани на хартија, но во пракса ништо не функционира така. И она е тоа кое што нас ни предизвикува сериозна потешкотија во функционирањето како општини. Господин Георгиевски, да не заборавиме дека владата тогаш начело со премиерот Заев на неколку наврати ви даде финансиска инекција за санација на дел од долговите. На општина Кисела Вода интервенирала владата со околу 1 милион евра расчистување на долгови. Така. Дополнително, после интервенцијата, градоначалникот направил задолжување на општината и јас ја наследувам со 3,5 милиона евра. Од кога е променета структурата во локалната самоуправа на републичко ниво, каде што доминантно е мнозинството на градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН, владата по лично убедување, лични чувства и полтронизам на поединци одлучува каде капитални инвестиции ќе остварува. Не зема во предвид дали Кисела Вода со 65 или аеродром над 80.000 жители или било која општина поголема има потреба за дали е тоа градинка, дали е тоа основно училиште или некој проблем кој што е реален со кој што се соочуваат граѓаните, туку одлучува да инвестира во некоја општина каде што можеби подрак му е на премиерот, градоначалникот. Не може во државата премиерот или кој да е министер врз основа на лични чувства и симпатии према поединци да ги распоредува средствата. Тоа се пари кои што ги плаќаат во буџетот државен и моите сограѓани од Кисела Вода. Гази Баба се задолжува со 5 милиони евра, аеродром со 5,4 милиони евра, општина Бута со 2 милиони, Прилеп со 5 милиони за обиколница. Ама дали натаму очекувате владина интервенција? Еве поентата ваша. Се задолжува Прилеп за обиколница. За кого е таа обиколница? Дали се тоа задолжување кај било која општина? Прво, јас поаѓам од себе. 5 милиони евра, господин Георгиевски. Само момент, ако ме дослушате. Јас лично не сум за задолжување. Лично. Но, ние имаме програми со кои што сме настапиле на изборите, така? Имаме проекти кои што треба да се реализираат. Да не заборавиме дека општините се основната клетка на функционирање. Вие како гораст, личните проблеми околу вас
ги решавате благодарение на комуникацијата ваша со општината, така, предпоставам, или со општински служби. Општината е прва на удар за потребите на граѓаните и така треба да функционира нашето општество. Сега доаѓаме повторно до моментот кој што јас го споменав. Во услови кога некој нема слух на Тимчо во аеродром или на Борче во Прилеп, да му обезбеди средства како држава за капитална инвестиција или тоа да го направат заеднички како проект, општината и владата. Пак ќе споменам на крајот на денот. И средствата кои што се влегуваат во владата влегуваат од нашите општински граѓани. Ама фидбекот го немаме. Тимчо не ги зема парите за нови вработувања или за не знам какви луксузирања. Тимчо ги зема парите колку што сум запознан јас, односно ги бара за 2 детски градинки нови или 3 и не знам уште некој капитален проект. За 81% од граѓаните приватизирањето на јавниот простор е проблем. Во градот Скопје има недостаток на зелени површини, паркови, тоа посочиле 74% од анкетираните. Високи 73% се жалат за високото загадување на воздухот и сега прашањето ми е до кога ќе продолжи бетонизацијата на метрополата. Од кога стапив на функција во општина Кисела Вода, драматично ги менуваме работите во овој поглед. Не треба да го изоставиме моментот дека проблемот и сето она што предизвикуваше уништување на одредени населби како Црниче, Пржин и останатите населени места каде во минатото се дозволуваше изигрување на законот, па на А1 одобренија за градба добиени никнуваа по 30 на стамбени единици, откако сум јас градоначалник со автентично толкување на совет и на законот, кое што автентично толкување го поминавме на седница на совет, ограничен е бројот на стамбени единици во максимум 4, така што тука сериозно влијаевме. Исто така треба да го земеме во предвид моментот дека јас останав доследен и останувам на сето она што ми беше предизборно ветување за жешката тема која што се уште е актуелна, тоа е деталниот урбанистички план за Расадник, каде што кажав категорично дека граѓаните по нивни вкус по пат на идејно решение ќе го креираат ликот за таму. Останав доследен и во теке за жал втора постапка, првата постапка пропадна бидејќи немаше доволно апликации за истото, што значи дека работиме сериозно. Дополнително инспекцијските служби кои што беа години наназад во хибернација или пак не постоеа, сега активно работат на терен. Воведуваме ред во урбанизмот и тоа е нешто кое што беше од главните барања на граѓаните наши, една од главните точки. Дополнително во однос на зелената површина би навел дека еве конкретно кај мене во Кисела Вода, сите депонии кои што ги чистиме година и неколку месеци за целото ова време кога сум градоначалник, ги претвараме во паркови и рекреативни центри. Веќе 2 такви успешни проекти имаме, едниот е на кружниот тек во Кисела Вода према Припор, другиот е во Драчево. За многу скоро почнуваме после 30 години славија во Пржино да го средиме цел тој потек, така што работиме сериозно на таа тема. Господин Ѓорѓиевски, речи си 50% од општините ги командуваат кадри или градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН. Дали Арсовска, па и вие и дел од останатите градоначалници од ВМРО ДПМН, поради можеби лошото менаџирање, може да го платите цехот на следните парламентарни избори кога и тие да се одржат? Председателот на нашата политичка партија Христијан Мицкоски постојано повикува и пружува рака за предвремени парламентарни избори, затоа што од повеќе аспекти, но најмногу затоа што граѓаните многу лошо живеат во нашата држава, дава шанса за предвремени парламентарни избори. Еве, ја не се сложувам целосно со вашето тврдење дека мнозинство од општини менаџираат лошо градоначалниците. Јас помислам напротив дека и од нашето добро менаџирање на најголем дел од градоначалниците, би рекол на сите од редовите на ВМРО ДПМН, изминатиот период влија и на повисок рейтинг на нашата партија, затоа што на крајот на денот ние доаѓаме од ВМРО ДПМН. Тука не би ја ставил Данела, само момент. Денешна временска рамка. Добро. Тука не би ја ставил само да споменам Данела Арсовска, затоа што Данела не е од ВМРО ДПМН. Арсовска би беше погрешен избор. Видете, од денешна перспектива можеме да ги толкуваме работите и да ги коментираме на разни начини.
Ако се вратиме наназад, мислам дека тоа било одлука на партијата. Се покажа на крајот на денот дека неблагодарно од страна на господја Арсовска покрај подадена рака, пружена максимална поддршка и од страна на претседателот и на партијата да таков третман добиеме, но времето ќе си покаже, ќе си го покаже своето, човечки е да се греши. И треба и понекогаш да си признаеме ако направиме грешка во животот. Господин Георгиевски, на крајот ќе Само да споменам, мислам дека за наредни локални избори за градоначалник на Скопје ќе понудиме подобра опција како политичка партија. Тогаш ќе идете, претпоставам, на посигурна варијанта со партиско решение? Па ќе понудиме подобра опција, која што нема да, мислам, да се занимава со сите прашања, освен прашањата кои се од интерес на граѓаните. Нас не ни требаат на македонската политичка сцена политиканти, нас ни требаат луѓе од акција кои што реално ќе влезат во коштец со проблемот и ќе го решат. Тоа не недостасува 30 години во нашето општество. Сега е вистинско време, како млада генерација, да покажеме дека може поинаку, покажуваме дека може поинаку и да сумирам во однос на вашето прашање, јас сум повеќе од убеден дека ВМРО ДПМН ќе има историски резултат на парламентарните избори кога и да се случат во наредниот период. Од средината на 90-тите години опозицијската ВМРО ДПМН и врвот на ВМРО ДПМН е според тврдење на поранешниот ваш подпредседател на партијата и висок функционер Борис Стојменов, кој рече дека Јупчо Георгиевски, Доста Димовска, Маријан Ѓорчев биле на список на општина Кисела вода. Дали и денеска општината Кисела вода е златна кокошка за одредени функционери од ВМРО ДПМН? Ниту има таква работа. Имаше, знаете, во услови кога СДС речи си да не постои во мојата општина, сега да не ме сватат погрешно, јас ги почитувам, ова е сепак политичка битка, јас немам ништо лично против многу од тие функционери нивни, но во услови кога нема што да збориме, не може за проекти, не може за задолжување, не може за разноразни работи на теми на кои што може предавања да им се држи, мораат нешто да пробаат да направат со тоа што ќе мислат дека ќе ви направат одредена политичка штета. Тоа се јавно достапни информации, одговорно тврдам, во мојата општина, освен со работници кои што ми се дел од тимот, кои што не ги кријам, јавно сите ги знаат. Еве еден од тие ми е тука денеска присутен. Јас морам да функционирам со тим, вие функционирате со тим, сите функционираат, но тоа не е како владиниот тим, 500 луѓе. Тоа е бројка 6-7 луѓе кои што работат. И тоа е тимот кој што работи со мене. Такви ситуации како што не знам, ја не сум го слушнал тоа во минатото така функционирало, нема кај мене, ниту пак имало барање. Поштовани гледачи, тоа беше Орце Георгиевски, градоначалник на општина Кисела вода и претседател на ЗЕЛС.